Неодамна во културниот центар Буква и во социјалниот центар Дунја е промовирана збирката на есеи суспендирана итност во авторство на Ивана Хаџиевска. Ивана Хаџиевска е родена во 1995 година во Битола, дипломирала историски науки на Филозофскиот факултет во Скопје во 2018, а магистрирала во областа на економската историја. Незината магистерска работа се нарекува човечката состојба во на индустриските работници во Вардарска Македонија помеѓу двете светски војни. Незиниот истражувачки интерес е во полето на филозофијата и на историјата на жените и политиките на сеќавањето. Во последниве десетина години соработувала со многубројни домашни и интернационални истражувачки тимови и социјално ангажирани колективи. И Суспендирана итност е нејзина прва книга и збирка на есеи кои што се пишувани во распон од десетина години од 2014 до 2024 година. Хаџиевска ги третира, да речем, темите низ призмата на историјата, социологијата, родовата димензија, а и филмот. Тоа што најмногу нас не интересира, да. И тангирало. Хаџиевска ги разгледува и симптомите на руптурните кризи кои го потресуваат светот во 20 и во 21 век и најчесто состојбите и низините ставови таа ги прикажува низ компаративни ракурси кои се фокусираат и локално и глобално и она што мене навистина ми се допаѓа е што наместо на класична балканска ексцентричност која што е типична последниве 20 ако не и 30 години и во теоретските текстови, ама и во филмовите на пример, па до некаде и во музиката, она се обидува да го допре и универзалниот проблем, а универзалните проблеми на она што сега го живееме, да речем, на човештвото се капитализмот и неговата криза, идеологиите или непостоењето на истите или во каква форма па тие се трансформирани, како и влијанието на овие кризи врз луѓето и врз поединците. Значи, Суспендирана итност е објавена за издавачката куќа Илика и представува прв дел, да речам, прва книга во едицијата Современа теорија, нешто што дополнително ќе следи во следниве месеци и ќе биде издадено за издавачката куќа Илика. Суспендирана итност е навистина интересно четиво. Како што споменав, тоа е збирка на есеи кои што се објавувани од 2014 до 2024 година, но тие сепак представуваат една компактна целина, се гледа еден развој на мисла, се гледа една ангажирана целовитост во текстовите и еден активизам кој што авторката Хаџиевска го практикува добри 10-12 години наназад. Јас ја познавам, да речем, од тие активистички периоди и од тие места, но позитивно и навистина бев изненаден кога приметив дека она е во голема мера и филмски фан и на многу интересен начин ги реконцептуализира теориите на филмот и историите на филмот во некој, да речам, активистички и постмодерен во најширока смисла на зборот контекст. Така што ние ми се чини дека во оваа рецензија можеме баш да обрнеме внимание на филмолошките аспекти на книгата. Во јавноста се појавија неколку рецензии, посебно е забележана она на пријателот и колега активист Здравко Савецки, кој што направи една по-комплетна политичка и социолошка анализа, а сега ние би тргнале со една филмолошка анализа на работите што се содржани во Суспендирана итност на Хаџиевска. Така, ти како што веќе напомена, ги разглобува и капитализмот, и хиперпродукцијата, и конзумеризмот од една незина своевидна перспектива на која што ја прави таа дистинкција помеѓу тоа како Европа го доживува Балканот, односно Балканот како го става во таа функција на другост, на другиот, како маргината во зависност на центарот, односно како ја прави таа дистинкција. Меѓутоа, интересен е, например, насловот кој што е колизија на поларитети, кои пред се соодветствуваат и на самата денешница во која што живееме. Малтене оксиморонски е насловот, парадоксален, односно Суспендирана итност со поднаслов Есеи од крајот на времето. Исто така треба да напоменеме дека книгата е испечатена, ова барем на тие што ги интересира самиот дизајн, зелена е бојата со која што се испишани пред се називите и севкупноста на самата книга. Сега јас сум традиционалист, јас се ги сакам црно на бело да ми биде, меѓутоа ова беше освежување малтене за очи
очите со оглед на тоа што барат друг начин на читање пред се. Так. И навистина пофалба за графичката обработка и за дизајнот. Ема Велковска и Марија Смилевска, две наши драги пријателки кои што чинам работат во студиото кое што често соработува со активистичките кругови. Така, низ призмата на еден концепт кој што го разработува во ова дело кој мене ми беше интригантен, односно концептот на ид машината, која што Славој Жижек ја заговара надолго и на широко, односно тоа е идејата за остварување на желби од несвесното, кое што тој ја употребува во филмовите на Тарковски, конкретно во дадената ситуација за остварувањето на сите тие притаени желби во Соларис се напоменуваат. Меѓутоа, тука Хаджиевска прави една паралела со примената на истата таа ид машина на приказна од Дивиот Исток, односно постмодерната пародија која што Горан Стефановски ја напиша, од која што подоцна се изроди нели таа, како што ја напоменува, глорификација на минатото со една колонизаторка во него што се појавува, односно во самиот филм до Балчак. Така што го зема овој механизам на потајно остварување на овие зацкриени и несвесни реони кои што го применува и врз делото на Добалчак. Меѓутоа, таа теорија за центарот и маргината што ја напоменав е искористена во рамките на колективното самопредставување, односно тој обид за замена на таа маргина, ако Балканот го ставаме во тие рамки, со универзалност. Како пример го зема Мистон од Джика Митровиќ, да. Односно, како што нашиот пријател го напоменува Војна на звездите. Да. Така тоа е што фактички цитат на Владимир Да, од да, Владимир да, Ангелов, точно. поранешниот директор на кинотека, кој што навистина провокативно напиша дека Мистон е најверојатно најблиску до некоја наша локална верзија на Војна на звездите, она блокбастер универзално што би имале, да. блокбастер, ама од друга страна и како што јас го разбирам сето тоа и една универзална борба помеѓу Добро и доброто лошо, да. и злото. Да, така, со тоа што и парите кои што се потрошени за Мистон и тоа како говорат за еден буџет кој што би бил подзавиден и за тоа работење на филмовите во СФРЈ, со тоа што знаете многу добро дека премисата на филмот е киднапирањето на Елен Стоун од страна на Јане Сандански за финансирање на востанието, кое што Хаджиевска убаво интригантно напоменува дека во таблоидите, кога се дознава нели на запад за киднапирањето на Стоун, се оквалификува нашиот народ како другиот, односно како варвари и како дивјаци, со оглед на тоа што нели не биле запознаени каде се наоѓа воопшто Македонија и каков народ живее и немале никаква представа. Едноставно со сите тие погрдни епитети било означувано населението кое што живее тука, кое што се разбира самата Стоун си го капитализирала тој незин потфат и подоцна прифаќање нели на комитите согледувајќи ги, односно востаниците, дека тие сепак имаат некаква си достоинствена и чест која што сепак изведуваат тоа дело и се појавува една паралела помеѓу неможноста да се напушти просторот, например, класата, сталежот и културата која што е присутна во делата на Бунјуел, односно две дела ги конкретизира, Ангелот истребувач и Дискретниот шарм на буржуазијата, кој што ги паралелизира со еден интересен балкански филм. Ивкова слава, нешто што на прв поглед не делува како добра или своевидна комбинација, но во таа реконструкција што ја прави Ивана Хаджиевска во незиниве есеи, тоа како има смисла на некој свој начин. Инаку Ивкова слава, за слушателите кои што можеби не знаат, е еден од попопуларните филмови од поранешна Југославија, направен е некаде на средината на 2000-тите години во режија на Здравко Шотра, човек кој што регуларно правеше и се уште прави колку што му дозволуваат годините некој вид на регионални блокбастери. Ивкова слава своевремено беше популарен филм кој што беше направен и како серија, но повторно ќе кажам, во контекст на она како Ивана Хаджиевска го обработува, филмот си добива една сосем друга димензија, да речам една активистичка димензија, која што можеби на прв поглед нема да ја приметите кога го гледате делото, но ако се размисли од некој друг агол, има смисла сето тоа што Ивана го пишува во нејзиниот есеј, а дефинитивно многу интересно ги обработува Дискретниот шарм на буржуазијата и Ангелот истребувач, но тоа се филмови кои што се податливи
за таков тип на обработка кои што кореспондираат, да речам, со левата идеологија и со критиката на буржуазијата, да. бидејќи отприлика тоа се и основните наративи покрај надреализмот кои што Точно. Луис Бунјуел ги Се вклопува, доминантни, да. се доминантни кои што Луис Бунјуел ги вклопува цело време во неговото творештво. Паралелата која што е прави помеѓу неможноста да се избркаат гостите од славата, заедно со неможноста да се напушти просторот или да се напушти класата кај буржуазијата, и уште една паралела прави, односно неможноста се навраќа во антиката, неможноста да се избркаат зетовите, условно кажано во наводници, на Одисеј, кој што откако го напушта домот и се враќа назад во Одисеја, запоседнате неговиот трон од страна на луѓето, кои што едноставно не може да ги избрка од своето царство. И да го напоменеме уште Dark City, Мрачен град, Алекс Пројас, еден од модерно научно-фантастично дело за бришење на спомените и вбризгување на нови од страна на вонземјаните. Меѓутоа, тука Хаџиевска го реконтекстуализира со актуелните војни, например. Така. И во секој случај интересен избор на филмски дела, особено на Ивкова слава, да речам, и на Алекс Пројас и неговиот Dark City. Тоа е филм кој што долго време се нема појавено во некои теориски текстови. Да. Своевремено јас го гледав во кино Вардар, значи тоа е негде крај на 90-ти години кога уште постоеа тие киносали, и филмот помина некако, не помина можеби толку забележано, али ми се чини дека сепак со тек на време стана еден култен класик, кој што има што да каже и интересно е реконцептуализиран и во книгата на Хаџиевска, а ми се чини дека во последно време со тој негов ревайвал новиве критичари согледуваат некои димензии кои што им избегнаа на критичарите тогаш конкретно 90-тите. Можеби она присуство на Матрикс и на некои слични филмови тој период малку го засени филмов на излегувањето на филмот. Да, Пројас, но еве гледано сега од овој аспект станува збор за еден навистина интересен филм кој што обработува теоретски специфични митолошки архетипски теми, а направен е како некој футуристички неонуар. Апсолутно, и тука прави Хаџиевска уште една паралела со зборот на годината за 2024 на Оксфордскиот речник, односно Брейнрот, што во превод би значело интелектуално непредизвикувачка стимулација, односно моментот кога вие скролате на вашите мобилни телефони и само ги гледате на различните рилови кои што не ве стимулираат на ниту еден начин интелектуално да се надоградувате. Самата Хаџиевска, да заокружиме со нашата рецензија, смета дека констелацијата на односи меѓу нашите животи и историските контури на времето предлага да ја наречеме состојба на суспендирана итност. За самиот крај на ова наше изложување ќе слушнеме две филмски композиции, односно ги слушаме Фиром Експеримент. Така. Од филмот, своевремено култниот филм и еден од ретките македонски независни продукции Маклабас. Битпазар и Out of Скотје, Газибал.